Македонија има одлични услови за производство на квалитетен мед, но недостасува повеќе помош од државата за развој на пчеларството и ориентирање кон извоз. На денешниот меѓународен надпревар за квалитетен мед, пчелари од повеќе европски и балкански земји разменуваа искуства, но и проблеми. За споредба, субвенциите во Косово се двојно повисоки од оние кај нас. Со субвенциите мало. Треба да, затоа што во Македонија се најниски во рајонот. По пример, јас имам пчели од друга држава, таму узимам повише од овде. 50% узимаме повише, во пример, у Косово. Узимаме 15 евро, но овде околу 500 денари, 600. Сни потенцирали дека за програмата за рурален развој бараме ДДВ-то да се намали како значи од 18% на 5%. Од на сите земјоделци е 5% за опремате, остана само уште ние кај нас пчеларите да се намали на 5%. Министерот за земјоделство вели дека е свесен и треба уште повеќе помош и поддршка за пчеларството, но тврди дека последниве години носеле низа мерки за подобрување на состојбата во оваа гранка. Значи имаме зголемување на пчелни семејства, исто така слушајќи го гласот на пчеларите, направивме одредени промени во финансирањето, односно во финансиската поддршка преку нашите програми. Така да веќе прва година направивме зголемување од 600 на 800 денари за развојните категории. Она побарањето што го имавме од здруженијата, оваа година, значи 2019, минимумот кој што беше до 30 пчелни сандаци, оваа година е најмален на 10. Резултатите од анализите направени од експерти и според европски стандарди покажале дека земјава има квалитетен мед. 95% од медовите што биле дел од конкуренцијата, а половина од тоа се медови од Македонија, ги исполнувале и условите според критериумите и правилниците за квалитет на Европската комисија. Во Македонија има околу 240.000 пчелни семејства и околу 6.000 пчелари. Со поголема поддршка и помош од државата, оваа гранка може лесно уште повеќе да се развива. За една недела на гостиварското подрачје пријавени се 14 нови случаи на грип. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во Гостивар досега има вкупно 35 заболени, што го прави најпогоден од вирусот оваа сезона. Лекарите велат дека тоа не е бројка што загрижува, но дека граѓаните мора да обрнат повеќе внимание на превентивните мерки. Тие советуваат во исхраната да се внесува повеќе овошје и зеленчук, да се пијат топли напитоци, да се практикува поголема хигиена и друго. Како најголема грешка што ја прават граѓаните, медицинарите го посочуваат лекувањето на своја рака, односно земање антибиотици без консултација со лекар. Им советувам на граѓаните, оние кои што имаат проблеми, не мора да се јавува за се и се што, и за мали настинки, обично секреција од носот или лесна кашлица. Меѓутоа, кога симптомите се влошуваат, состојбата не се подобра, а поготово кога ќе се јави скок на телесната температура, треба задолжително се јават кај својот доктор, да ги слушаат советите, а по потреба, ако докторот смета дека постојат индици за антибиотска терапија, секако треба да ја земат. Меѓутоа, наша препорака е никако да не земат лекови сами, поготово антибиотици. Не, затоа што на тој начин се прави злоупотреба и се јавуваат некои други ефекти, како што се резистенција на антибиотици, па после се чудиме зошто антибиотиците немаат дејство. Тоа е од таа преширока употреба, односно злоупотреба на антибиотиците. Во оваа сезона вкупниот број на заболени од грип во земјава изнесува 125. Министерството за здравство најави дека вакцинацијата ќе започне на 22 ноември. Со света боженствена литургија и режење на кумските колачи во манастирскиот комплекс Свети Георги во село Мала Речица се одбележа празникот кај народот познат како Ѓурџиц, односно пренос на моштите на овој светител. Како и секоја година, така и оваа година на празникот посветен Свети Ѓорѓи Ѓурџец се наоѓаме во храмот во манастирот Свети Ѓорѓи Победоносец во Мала Речица да оддадеме почит на денешниот празник
да се присетиме, бидејќи овој празник е обновување на храмот на Свети Ѓорѓе посветен, да се присетиме и на овој храм како беше обновен, со слава Божја, по молитвите за тнишото на Пресвета Богородица и на Светиот Ѓорѓе Победоносец. Ги благословивме кумските лебови, ја осветивме водата, чести да им биде кумството на овогодинешните кумови и на идните кумови кои што ќе се одберат оваа година, и нека Светиот Ѓорѓи биде нивни молитвен застапник пред престолот на Севишниот Бог. Благодарност до црковниот одбор, секогаш за поканата да бидам присутен и да се радуваме да празнуваме како и секоја година, така и сега. И годинава беа избрани кумови, откако им се насмевна среќата и кај нив се паднаа паричињата од трите погачи, кои беа раздадени на присутните верници. Што да кажем, годинава за прв пат ми падна паричето. Поголема среќа нема, стварно. И посакуев да ми падне. И ете. Годинава од нашата група од Војводитето ни се падна 3 паричиња за наредно кумство за наредната година. Често доаѓаме, помага за манастирот, доброволно спонзорство и се што треба да тука сме. За сите присутни беше подготвена братско-сестринска трпеза на љубовта. Дванаесет македонски фотографи и фотографки е прво вакво дело во земјава во кое се прикажани исклучителни фотографии на македонски фотографи. Како уредници на книгата се пишуваат Никола Гелевски и тетовецот Драги Неделчевски, кој вели дека и кај нас има фотографи кои имаат што да понудат. Беше многу тешко да се направи изборот. Прво имавме повеќе имиња, сега и рековме да имаат само 10 фотографи. Но сепак не можевме со 10 да завршиме и решивме на крај да имат 12 фотографи. Многу фотографии испуштивме, што не значи дека не се добри, не се квалитетни, не се купуваат оваа концепција. Но еднаш мораше да се пресече. Ова е најдобриот возможен избор во овој момент, што го имавме, а се боривме цела една година. Правивме концепција, кој што, како, кои теми да бидат застапени. Сакавме да направиме една разнолика, да не кажем шаренолика книга, каде што ќе има застапени многу различни теми, пристапи и техники во фотографијата, а сепак тоа да делува современо, да биде и квалитетно, и на крајот секако да биде прекрасно дизајнирана и квалитетно отпечатена. Гелевски истакна дека освен промоцијата на книгата, тука се и да дискутираат на тема сликата на другиот. На некој начин и тоа е фотографска тема, на некој начин индиректно е поврзана со книгата, но ќе отвориме и други некои перспективи. Меѓу другото, што значи, еве, Тетово е мултиетнички, мултикултурен град и воопшто нашата држава, што значи она сликата на другиот, дури во таа смисла, етничка, политичка, но и пошироко од тоа, во родова, во економска. Освен Неделчевски како уредник, во книгата е вклучен уште еден тетовец, Самир Љума, како еден од избраните фотографи. Од партијата Дом на прес-конференција предложија неколку мерки против аерозагадувањето, изголемувањето на зелените јавни површини. Покрај предложените и административно процесуирани предлози за изградба на паркинзи на влезовите во градот, сметаме дека добредојдено ќе биде ако на истите тие влезови се изработат и армијано-бетонски корита во кои што сите автомобили што влегуваат во градот ќе може да ги мијат своите проаѓајци, да ги мијат своите тркала, пневматици. Знаеме дека ова малку чудно ќе изгледа, меѓутоа не е толку чудно за општина во која што многу тешко се наоѓаат пари за инвестиции во комунална опрема, па 30 години општината никако не успева да купи две нови цистерни за вода. Од оваа партија прокоментира и последната најава на владата за изградба на жичницата Тетово-Попова шапка. Да се позанимаваат со конкретни решенија и активности на шапка, како што пример би бил да во во буџетот за наредната година владата предвиди барем половина од средствата за жичарата, со кои што би се направиле површински паркинзи и комплетно би се смениле сите жичари и ски лифтови на Попова шапка. Ако тоа се направи, тогаш тендерот може многу брзо да се распише, да се избере изведувач и за наредната сезона да се овие ски лифтови жичари изведат, па сите заедно да бидеме горди на еден возобновен и конкурентно напреден ски центар за идната сезона.
Инаку најавата за изградба на жичница Тетово-Попова шапка е резултат на физибилити студијата за развој на центарот, која беше презентирана неодамна и која понуди 7 опции за иднината на Попова шапка. Достојно одбележување на денот на ослободување на Тетово организира Сојузот на борци. Прославата по тој повод ќе биде на 18 ноември понеделник во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово со почеток во 19 часот. Актерите, уметниците, музичарите и ентузијастите подготвија несекојдневен настан, уметнички перформанс со меморијален и забавен карактер, кој ќе го разбуди духот на градот. Влезот е слободен. Општинската организација на Сојузот на борците од Тетово е во завршна фаза за подготвување на овој значаен јубилеј 75 години од ослободувањето на Тетово, а со самото ослободување на Тетово се и завршните операции за конечно ослободување на Македонија. По тој повод би рекол дека претседателството изготви добра програма, има иницијативен одбор за подготвување на свечено одбележување на овој значаен настан. Решивме овој јубилеј да му дадеме по широко значење и тежнение. Тука можеби треба да се напомене дека желба на Сојузот на борци да ги видиме тетовчани, да го видиме така весело насмеано Тетово и заеднички да одбележиме еден убав јубилеј. На денот на празникот на 19 ноември со почеток во 11 часот, повеќе делегации ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово.